Благодарам, председателе, почитувани претеници, почитувана министерке за труд и социјала, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Денес зборуваме за предлог законот за изменување и дополнување на законот за социјална заштита по скратена постапка. Овој закон се состои од 4 члена. Со член 1 се врши усогласување на законот за социјална заштита со законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Се однесува на лицата кои не се евидентирани во матична книга на родените, имаат извод од посебна матична книга на родените, идентификациона исправа и при тоа немаат обврска да се пријавуваат во надлежниот центар за вработување како би го оствариле правото на гарантирана минимална помош. Што значи дека корисник на гарантирана минимална помош може да биде лице кое е заведено, има извод во посебна матична книга на родените, има идентификациона исправа, а при тоа нема обврска да се евидентира во надлежниот центар за вработување. Од самиот почеток ќе кажам дека овде има принцип на нееднаквост од аспект на социјалната дејност, од причини што другите корисници и членови на домаќинството кои се работоспособни се евидентираат во надлежниот центар за вработување. Со ваквата измена, овие лица кои се запишани во посебната матична книга на родени ќе имаат исто право, но не и иста обврска како другите да се пријавуваат во центарот за вработување. А од друга страна пак ќе бидат во исто така нееднаква положба со останатите, со тоа што ќе бидат ускратени од вклучување во активните мерки во програмите за вработување заради подобрување на нивното вработување, предвидени со оперативниот план преку интегрираниот пристап согласно законот за социјална заштита за корисниците на гарантирана минимална помош, која подразбира задолжително континуирано учество на обуки, како и прифаќање на понуди за вработување. Воедно со тоа, на корисниците ќе им се обезбеди подршка за подобрување на нивните вештини, со што ќе станат поконкурентни на пазарот, а бидејќи нема да бидат евидентирани во центарот за вработување, ќе бидат само пасивни корисници, што секако не ја постигнува целта, бидејќи целта е помош и подршка во смисла на вадење на корисникот од системот на социјална заштита. Во ноември 2020 година со член 34 и нов став 4 беа донесени измените на Законот за социјална заштита, каде во услови на вонредни околности, кризна состојба, пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди, корисникот на гарантирана минимална помош не е должен да се евидентира како невработено лице во надлежниот центар за вработување. Лицата запишани во посебните матични книги со извод од посебните матични книги и по завршувањето на пандемијата, пожари, поплави нема да се евидентираат во центарот за вработување додека сите други лица подлежат на оваа обврска. Според податоците од јуни 2021 година во Република Македонија има вкупно околу 700 неевидентирани лица, од кои 397 лица или 60% од вкупниот број неевидентирани лица се под 18 години, роми има 428, албанци 88, турци 20, бошњаци 3, срби 2 и едно лице од влашка етничка заедница. Во членот 2 од Законот за социјална заштита се вели дека програмата за подготовка, проценка и обука на идни згрижувачки семејства, кое што ја спроведува Центарот за поддршка на згрижувачките семејства, треба да биде одобрена од Комисијата за одобрување на програми за континуирана професионална едукација според стариот закон, а со новиот предлог закон ова програма треба да биде евидентирана и односно да биде одобрена од Центарот за социјална дејност, што е сосема во ред. Со член 3 на корисниците на гарантирана минимална помош се предвидува и со новиот предлог закон еднократен додаток во висина од 1000 денари за месеците март, април и мај заради економска криза, ценовен шок предизвикани од пандемијата и енергетската криза.
Како партија, ние го поддржуваме ова предлог законско решение, меѓутоа заради и сме за секоја помош на ранливите групи граѓани, се и за стопанството, секаде каде што може да се помогне, ги поддржуваме мерките. Меѓутоа, заради македонската јавност, ќе спомнам дека во 2010 година е донесена програма за субвенционирање на потрошувачка на енергија и корисници беа домаќинствата на социјална парична помош и постојана парична помош, а висината на субвенцијата ја добиваа со секоја платена сметка. И таа имаше тенденција на зголемување од 600 денари до 1000 денари во 2018 година. Надоместокот се исплаќаше секој месец со поднесување на сметка за струја или сметкопотврда за некој друг реагент до надлежниот центар за социјална работа со поднесено барање за рефундирање на средствата во висина на предвидената субвенција. Така се практикуваше до мај 2019 година, кога тогашната министерка за труд и социјала Мила Царовска и владата го донесоа новиот закон за социјална заштита и овој вид на субвенција се воведе како паричен додаток од 1000 денари од октомври до март за покривање на дел од трошоците за грејење. Опфатот на овие корисници беше зголемен и со старите лица, кои се во категорија на ранлива група на потрошувачи на енергија, со донесување на Законот за социјална сигурност за старите лица, кои исто така се корисници на овој паричен додаток за трошоци за грејење, но корисниците на социјална сигурност старите лица користат паричен надоместок во месеците од октомври до март. Истите не се опфатени со уредбата на владата, со која паричниот додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси ќе се исплаќа во текот на целата година. Сметаме дека потребно е и корисниците на социјална сигурност, старите лица, да бидат опфатени со уредбата на владата за ковид програмата, каде што ќе добиваат паричен додаток во текот на целата година, а исто така сметаме дека власта треба да преземе мерки да и лицата, старите лица, корисници на социјална сигурност, ја добијат помошта, паричен додаток за месеците март и април и мај 2022 година, заедно со корисниците на гарантирана минимална помош, со тоа што ќе се интервенира во Законот за социјална сигурност на старите лица. Значи, ние сме секаде каде што може да се помогне, да се отворат законите, затоа што сите граѓани кои припаѓаат на ранлива група на граѓани се рамноправни граѓани на Република Македонија. За оваа мерка за спроведување на предлог законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита се потребни финансиски средства од 109.134.000 денари, кои треба да се обезбедат од буџетот на Република Македонија. Значи, помош секаде, навремено и онолку колку што треба. Тоа се заложбите на нашата партија, се со цел да им се помогне на граѓаните. Благодарам.